Силно невреме и гром на сточерот Амди Османов од подплачковичкото село Радање минатата година му уби најмалку 50 овци. Реалната штета според него е околу 10.000 евра, а помош од владата на која премногу се надевал се уште чека. Па минимално 10.000 евра. 40 имаше некој за јагнето таму со млеко. Тој натака сега едно овце 130 евра, 150 евра. Значи многу големо штета да шари тоа е. Јас си зави дека државата ќе помага, ама ништо. Ја поднесе барање тамо на овце, дојде некој пат, вика ќе ти известувам. Не ми никако до ден денеска не ми звони. Во меѓувреме, Амди Османов штета пријавил и добил само од општина Карбинци, и тоа 500 евра. Општината ми помогна 30.000. Значи другото ништо за 40 тако иде. Според градоначалникот Виктор Паунов, оваа штета е во рамките на можностите на општината, а допис за помош е испратен и до владата. Па така оно што побара самиот оштетен сточар поради таа случка со од тие временски неприлики, општина Карбинци согласно можностите и правилата постапи соодветно на советот на општина Карбинци се донесе одлука да биде обештетен од сума од 30.000 денари. Пак ќе кажам, ова е во рамките на можностите на општината и бидејќи проценката на штета е многу поголема, ние направивме испративме до влада се со цел да имаат можност да тие да обештетат согласно правилниците кои што имаат утврдено од страна на владата. Но не само Амди Османов е разочаран од државата. Од неа разочарани се и стотици други граѓани кои на пари чекаат од различни видови штети. Така, пари се уште не добиле земјоделците во Кочанско, кои изгубија цела една реколта од поплавите пред 3 години.